Почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Ова ние што го бараме денес преку амандман, претходно го доставивме во форма на закон, односно измена на законот за личен доход, каде што требаше да се одложи она што беше почнато од министерот Тевдовски, па потоа повлечено од министерката Нина Ангелевска, па нели беше во најава дека од 2023 ќе се оствари оној план кој што беше во однос на собирањето на данокот на личен доход од Тевдовски. Меѓутоа, она што требаше вие да го направите како министерство и како држава пред се, требаше да имате широки консултации, како што претходно се вети дека ќе се работи на широка консултација со реалниот сектор, дека ќе се види каде има нели простор за нивелација на ова што е договорено од претходно, но ништо од тоа гледаме дека не се случува или ајде да кажеме два пати се сретнавте со стопанските комори, два пати имавте негативна реакција од нивна страна и на крајот пак си останувате на истото, нешто што значи отежнување на функционирањето на реалниот сектор, на оној сектор кој што ги дава парите за вие да уживате во вашите удобности, во вашите фотели, во вашите возења со хеликоптери, во вашите непродуктивни трошоци и така натаму. Јас навистина не знам како можете да си дозволите како држава да не го послушате секторот кој што треба да го наполни овој буџет од 3 милијарди евра. Сигурно администрацијата на Артан Груби или администрацијата на Крешник Бектеши, која што кажува дека воопшто не му е продуктивна, сигурно тие не плаќаат даноци колку што плаќаат овие. Сигурно тие не се продуктивни ни најмалку, ни 5% од оние вработени кои што се во реалниот сектор. И вие наместо да седнете и да разговарате, вие апсолутно ништо не правите. Почитувана јавност и почитуван заменик министер, по данокот на личен доход се следниот вид: доход од работа, доход од самостојна дејност, доход од авторски права и сродни, доход од продажба на сопствени земјоделски производи, доход од права на индустријска сопственост, доход од закуп и подзакуп, доход од капитал, капитални добивки, добивки од игри на среќа, доход од осигурување и друг доход и така натаму. И сега што е тука спорно? За ваша несреќа можеби имаме еден документ кој што е во форма на анкетен прашалник и одговори на тие анкетни прашалници од комората, од Америчката комора во Македонија. Вели вака: враќањето на политичката стабилност и помага на земјата да се врати во бизнисот. Сепак многу бизниси кои страдаат поради политичка нестабилност се загрижени заради некои предложени промени во политиката. Тие стравуваат дека некои од клучните предности поради кои тие инвестирале во Македонија ќе станат неповолни. Или да се потсетиме, 2007 година е прекинат оној прогресивен данок и од 2008 веќе се превзема новата реформа на рамен данок и тогаш практично почнуваат инвестициите во Република Македонија. Понатаму вели дека странските приватни компании инвестираат во Македонија заради профитабилни причини, нивната економска активност во земјава има несомнен позитивен ефект врз македонската економија. Нивното инвестирање во работници, набавки, опрема, градежништво и така натаму во Македонија се всушност приход за македонските граѓани и домаќинства и за македонските фирми. Владата исто така има корист од дополнителниот данок на компаниите, како и персоналниот данок на доход и социјалните придонеси од работниците кои доаѓаат странските компании и така натаму. Сега понатаму што се случува? Тие за да се усогласат прават една анкета, почитуван заменик министер, и во нивната анкета поставуваат неколку прашања, посебно кон инвеститорите. Вели вака: од нашето анкетирање на странските компании и членовите на организацијата, испитаниците посочија дека доколку се воведе прогресивниот данок на доход, има сега неколку заклучоци. Под 1, тие најверојатно ќе го намалат бројот на вработени. Ова е говорено од 100% од испитаниците. Понатаму, веројатно ќе намалат идната инвестиција во Република Македонија. Ова е изјавено од 88% од испитаниците. Новите компании најверојатно ќе бидат одвратени од идејата за инвестирање во Република Македонија.
100% од испитаниците одговориле. Веројатно ќе има зголемување на неформалното вработување. 100% од испитаниците одговориле. Компаниите ќе имаат потешкоти да ги привлечат и да ги задржат врвните вработени во Македонија. Значи нив не им требаат оние затоа што општата работна сила им требаат нив инженери кои што ќе влезат во оваа категорија за повисок данок. 75% се плашат дека ќе ги изгубат врвните вработени поради новиот данок. Ако овие сценарија се покажат како вистините, тогаш и бруто домашниот производ и даночните приходи би можеле да бидат пониски од она што ќе остане преку рамниот данок, од она што е предвидено да остане преку рамниот данок. И почитуван заменик министер, мислам дека вие треба да се водите токму од овие кои што ја движат македонската економија. Да ги применувате нивните мислења и нивните мерки, а не да си носите некакви ваши мерки кои што ќе значат само поголемо даночење, ќе значат дури даночење на заштедите, затоа што многу лесно ќе ги изгубите. Јас ви кажувам дека доколку ги оданочувате со поголем данок, многу лесно ќе не избега IT секторот од Република Македонија. Вие нема да добиете не 15, не 10, 0% ќе добиете. Тие ќе отидат во Косово, ќе отидат во Србија, ќе отидат во Косово, земи 0%. Што сте направиле? Ништо, 0. Сега дополнително, доколку некој зема поголема нето плата, а е собственик на некаква фирма. Прво ќе бара начин да не му се даночат толку парите, па ќе вработува фиктивно роднини, пријатели и така натаму, и да им префрлна трансакцијските сметки, за да има помали даноци, затоа што парите од придонесите се горе-доле процентуално и таму исти. Само ќе биде помал данокот на личен доход. Понатаму ќе развиете сивата економија. Бранко Азевски неколку пати кажува дека како држава вие треба да се борите против сивата економија, а не само да им носите дополнителни давачки на новие кои што заработуваат повеќе. Дополнително, куповната моќ се намалува кај граѓаните. Видете, овие кои што имаат помали приходи, тие нормално дека имаат многу помала потрошувачка и многу гледаат да сведат на минимум затоа што има инфлација. Но што ќе стане со овие со поголемија приходи? Вие ќе им ги земете парите по други основи, ќе им ги земете парите по основ на заштеда, на капитал, на наемнини и така натаму. И доколку некој планирал да си купи автомобил, нема да си го купи. Ќе се намали потрошувачката. Со еден потек вие сет на мерки кои што сте ги планирале ќе го спречите. Она што требаше вие да го направите. Дајте конечно вклучете и механизмите на контрола во државата. Но очигледно е дека вие не сакате такво нешто да направите. Зошто? Затоа што ако има секаде даночење како што треба, ако има даночење и во Чаир, и во Сарај, и во Гевгелија како што треба, ако има даночење во Пласница, во Желино и во Свети Николе како што треба, тогаш ќе биде окей. Еве видете и приходите по данок на имот, кој што се настрана, ајде да речеме од ова, меѓутоа приходот по данок на имот драстично се разликува во општините каде што не се користат механизмите на контрола. И сега вие глумите Робин Худ, ќе им земете на богативе од една страна, ама на тие ултра богатите кои што воопшто никаков данок не плаќаат, нив не ги ни чепкате. Ова го бара Стопанската комора, ова го бара Бранко Азевски. Бранко Азевски не е член на ВМРО-ДПМН, ниту пак е симпатизер на ВМРО-ДПМН. Знаеме каде гравитира политички. Дајте искористете и контролните механизми. Она што дополнително ме загрижува е затоа што нема предвидливост во бизнис секторот. Ниту се зборува на тема данок, а имавте време, имавте рок од 2018-2019 до сега да ги искристализирате работите па и етапно да зборите. Сега, Лукаревска вели дека можеби и нема да се покачи ова, ама вие сте проектирале дополнителни приходи од 54 милиони евра. Од кај ќе бидат тие? Другите артикли, другите ќе сте го проширувале или опфатот, не знам, ја така барем разбрав. Ќе сте проширувале каков опфат на артикли кои што даночната стапка ќе се покачува од 5 на 18 веројатно или од 0 на 5, како што е со струјата од 5 на 10 и така натаму ќе правите. Луѓе, не е како што треба. Значи вие ќе ги избркате продуктивните луѓе од Македонија.
Јас апсолутно имам емпатија спрема овие посиромашните, меѓутоа дајте да го поставиме системов на рамнотежа. Дајте послушајте и коморијот. Овие ви се вас продуктивни, не ви се продуктивни четата на Артан Груби. Не ви е продуктивна четата на Крешник Бектеши, кои што не знаат каде одат. Чета од вработени зборувам, кои што ја претуправте, па самиот си кажа Крешник, колешке полека, па пред 3 дена кажа Бектеши дека не му е продуктивна администрацијата. Ја да не ги пикнав тие таму. Вие ги изнапикавте. Ич не е навредлив, ич не е навредлив. Тоа е чета партиска која што влие само на гласови и толку, ниту данок се плаќа. Гледаме дека не штедат во рачино и навистина дајте контрола да воведеме у држава. За крај само ќе кажам дека непредвидливоста вас ви прави многу лошо, им прави лошо на компаниите и прави лошо на државата. Немојте да влегувате увакви игри, оти ќе повторам, нема не 10, 0% ќе соберете данок. А тоа дополнително па ќе повлече понатаму нови задолжувања, иако година имавме 210 милиони евра за камати, односно за 23-та се предвидени, за 5 години ќе има 500 милиони. Благодарам.